Чесно е да се признае дека не можевте и не направивте. Еве. Кој е крив за жестоките несогласувања меѓу пратеничката Лилјана Поповска и Весна Пемова од вчерашната седница? Вака денеска почна расправата на Комисијата за труд и социјална политика, а на која се дискутираше за зголемување на платите од 5% во јавниот сектор. За жал, мораше седницата да се прекине поради тоа. Доколку било кој пратеник смета дека оној кој што дискутира има погрешни наводи или дека треба да му се одговори, тоа може да го направи секогаш со реплика, контрреплика, дури и со процедурална забелешка, но доколку стане пракса да со довикување или викање од место ги прекинуваме дискусиите на соговорниците, мислам дека нема да имаме добра динамика на работа ниту во комисијата, ниту во собранието на Република Македонија. Откако пратениците почнаа да расправаат за законот, од дискусија се откажуваа пратениците на СДСМ. Од ВМРО ДПМН е прашаа зошто се повлекуваат и која е причината поради која што СДСМ не го поддржува предлог законот и како планира да ги реализира дадените ветувања. На вистина не слушнавме аргументи. Со ова откажување од дискусија, јас не гледам конструктивен начин на работа. Ова е бегање од реалност, бегање од вистината. Нормално е да имате различен став. И во рете. Нормално е да не се согласуваме по однос на одредени законски решенија, но затоа треба да ги слушнеме спротивните мислења. Јас знам дека не ви оди во прилог, бидејќи имавте предизборни ветувања за покачување на платите и не ви оди во прилог тоа што се изјаснивте против покачување на платите, но еве можеби ќе смените нешто и ќе имаме некое од вас можеби откако ќе завршиме со дискусија, можеби ќе гласате за овој предлог закон, можеби ќе ни изненадите, тоа би било добро за целокупната јавност. Од СДСМ реплицираа дека предлог законот поднесен од ВМРО ДПМН за зголемување на платите не е искрен и е дневно политички маркетинг и популизам. Според нив, иако предлогот бил поддржан од синдикатите, немало сериозни аргументи и реални основи. Значи, вака поднесениот закон во вакви услови, во ваква форма е навистина крајно несериозно, неискрено и крајно лицемерно од ваша страна во овој период сега, кога немате почетни према првите 100 дена од формирањето на новата реформска влада и покрај тоа што правевте блокирање на работата во претходните 6 месеци, крајно несериозно е не само овој закон, кој што сега го поднесувате, кој што треба да важи за 2018 година, за 2020 година, крајно несериозно и неискрено е поднесувањето и на останатите закони кои што ги поднесовте во овие колку 43 дена, 44 дена од работата на новата влада, како што се законот за радиодифузна такса, законот за докторска дејност. Предлог законот за зголемување на платите беше предложен од страна на група пратеници од ВМРО ДПМН. Минатата недела поддршка дадоа и синдикатите, со образложение дека на овој начин ќе се подобри стандардот на граѓаните. Дискусијата продолжува утре.